Сујат Мисини, граѓански активист и експерт. Каква е вашата генерална оценка за почитувањето на човековите права во Македонија? За жал можам да потенцирам дека во последниве години таа состојба се влоши неспоредливо, таа беше лоша. Се влоши неспоредливо во последните години затоа што се покажа дека заробувањето на институциите директно придонесе да граѓаните не можат да бараат правда и поточно да добијат правда на начин на кој што тоа е нормално во една демократска држава каде што функционира правниот поредок, иако знаеме дека по дефиниција човековите права се всушност еден однос помеѓу граѓаните и државата, можеме само да констатираме дека практично државниот апарат е далеку од функцијата која што треба да ја извршува. Македонија е земја во која според сите релевантни извештаи имаме политички затвореници. Како вие коментирате таквата состојба? Тоа е едно ниво повисоко во непочитувањето на човековите права. За жал, кога владењето на правото ќе се уруши во еден дел како исклучок, со текот на времето тоа станува правило и потоа се рамифицира, се проширува во сите области и не може да застане. Практично ако нема одговор од граѓанството или од надзорните институции кои што исто така се заробени, тоа ниво на непочитување на човековите права се влошува во сите аспекти, во сите димензии, така да во еден момент завршува на начин да вие имате луѓе во затвор или притвор кои што се третираат и во меѓународни рамки како политички затвореници. Тоа е сериозен сигнал и за граѓаните внатре во државата и за меѓународната заедница дека нивото на непочитување на човековите права достигнало стадиум кој што е сериозен, да не речам трагичен, и е последна практично точка од каде што може нешто да се смени на еден нормален демократски институционален начин. Тоа е пресвртна точка практично, од која што ние ќе видиме сега многу брзо, значи дали Македонија ќе влезе во некаков самоисцелувачки процес од аспект на владењето на правото или ќе се уруши уште повеќе во некаква класична диктатура. Велам, постоењето на политички затвореници во една држава е пресвртната точка, таа е веќе трагична точка, трагичен стадиум во непочитувањето на човековите права, меѓутоа е предворје практично на еден класичен тоталитаризам. Им беа ли кршени човековите права на бегалците и мигрантите во Македонија и дали денес им се кршат човековите права на овие две категории на граѓани? Во одреден период им беа прекршувани човековите права дефинитивно. Значи со донесувањето на измените на законот за азил и овозможувањето така наречен слободен транзит во време трајање од 72 часа се ремедираше таа состојба. Малце проложи проблемот повеќе со луѓето кои што беа заточени во Центарот за мигранти во Газибаба. Тој беше ослободен во даден момент. Луѓето беа ослободени од таму, така да во една голема мерка се реши тој проблем на прекршување на човековите права. Денеска се прекршуваат човековите права на сите оние кои што се задржуваат пред влезот на Република Македонија, бидејќи правото на азил, односно правото на заштита е неприкосновено, е дел од меѓународното право кое што исто така дел од националното законодавство. Вие не можете амблок да ги третирате луѓето дека се економски мигранти и не постои ниту една релевантна законска или меѓународна одредба која што го оправдува ваквиот однос. Значи не постои ниту една, тоа го тврдам.
Единствената причина е политичката прагма, односно инструкциите кои што под маса се даваат за да не се пропуштаат луѓето кои што не потекнуваат од војните конфликти. Меѓутоа, можам да ве потсетам, значи сите луѓе кои што од балканските земји бараа азил во европските држави, по било кој основ, значи никој од нив не беше вратен амблок, затоа што меѓународните стандарди подразбираат дека вие морате да им овозможите процедура на луѓето кои што бараат заштита и низ една законски пропишана процедура да се определи дали е некој вистински барател на азил, значи човек кој што е персекутиран и навистина му треба заштита, или е некој кој што можете да го определите како економски мигрант и следствено да му го одбиете барањето на азил. Меѓутоа, недавањето на можност низ една процедура да се определи дали е некој навистина жртва на одредена состојба и потребна му е заштита, или пак е некој економски емигрант, подразбира флагрантно прекршување на човековите права. И како и во секоја ситуација, значи секој нефункционирање на системот и на одредбите на националното и меѓународното право креира состојби каде што криминалот стапува на сцена. Па затоа повторно можеме да видиме луѓе кои што илегално ја преминуваат државата, луѓе кои што се изложени на разни криминални постапки, луѓе кои што се изложени на трафикинг, значи шверцерите со луѓе се повторно на сцена и на цена, така што за жал ние заради одредени политико-прагматични причини наши, значи и на некои европски држави, свесно го прекршуваме правото за да исполниме нечии цели. Јас разбирам дека мигрантските токови се големи, бројот на луѓето кои што мигрираат и бараат заштита е огромен, меѓутоа не смееме да го прекршуваме правото националното и меѓународно, затоа што, како што кажав на самиот почеток, сите исклучоци кои што ќе се случат во прекршувањето на законите и на правата, утре ќе станат аргументи за тие исклучоци за жал да станат правила. Ти благодарам суадмисивни на интервјуто. Мирјана Најчевска, професорке Најчевска, ви благодарам што прифативте да бидете дел од ова интервју. Кажете ни на кратко што представува концептот на човекови права? Концептот за човекови права е многу прагматичен концепт. Значи, луѓето почнале да го градат негдека овој современ концепт во 48-та година со Универзалната декларација за човекови права со цел да не им се повтори тоа што им се случило, односно да не се повтори таков вид на војна од светски размери кој што довел до огромни жртви, до огромни материјални штети и до назадување на целиот човечки род. Значи, концептот представува договор кој што е постигнат меѓу луѓето на овој степен од цивилизацијскиот развој за одредени права кои што ќе ги има секое човечко суштество независно од било кои карактеристики. Независно од тоа дали е добро или лошо, независно дали ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Концептот е развоен, значи е многу динамичен за разлика од религиите, па и за разлика од некои филозофски учења кои што се малку постатични, поригидни. Тој цело време се развива, се повеќе права за се поголем број на луѓе, на се поголем простор се овозможуваат. Македонија формално правно ги има прифатено сите главни меѓународни документи кои што се однесуваат на човековите права, ги има ратификувано, што значи тие станале дел од нејзиното национално законодавство. Дури во нашиот устав така е поставена меѓународната регулатива, што таа се наоѓа меѓу уставот и националните закони, значи во ситуација кога националните закони не се во согласност со меѓународните ратификувани договори, може директно да се применува меѓународниот договор, односно луѓето можат да се повикаат на стандардите и одредбите на меѓународните договори, а не на националното законодавство. Меѓутоа, тоа е формално правно. Во пракса Македонија стои на многу ниско ниво во прво разбирањето на човековите права,
разбирањето на прагматичноста на човековите права. Значи, многу често зборуваме за теориски концепт, многу често зборуваме за политички, правно-политички, филозофски, меѓутоа тоа е многу прагматичен концепт. Значи, се работи за право на живот. Ако некое бебе мене ми умира во болница заради тоа што не се задоволени оние минимум услови кои што на овој степен од развој на медицината треба да бидат задоволени, повредено е правото на живот на тоа бебе. Значи, повредено е правото на живот на еден човек. Државата се обврзала, гарантирала дека ќе направи се што е во нејзина моќ, се што е во она што представува можност економска, политичка и правна да обезбеди преживување на секое човечко суштество, не го направила, значи одговорноста е на страната на државата. Каква е состојбата на човековите права во Македонија? Едноставно не се создаваат услови луѓето да можат да ги практикуваат правата. Да речеме, вика имаме право на избор, меѓутоа за да може да се оствари правото на избор, човек треба да има формална можност, значи формално да може да излези слободно на избори, без да се плаши, без да му биде страв дека заради тоа ќе трпи некакви негативни последици, меѓутоа за да го направи изборот мора и да знае од што бира, да знае што е она што го очекува понатаму, да има гаранција на својот избор. За да може да го направи својот избор, човек треба да има свест дека ќе има последица неговиот глас врз основа на она што представува основно менување на неговиот секојдневен живот, на благосостојбата на негова лична и на неговото семејство. Вториот сегмент кој што недостасува, тоа е заштитата на правата. Значи целокупниот заштитен механизам кој што треба да се формира, почнувајќи од полиција, судство, јавно обвинителство, меѓутоа и сите независни институции како контролни механизми кои што се создаваат во една држава и кои што би требале цело време да наблюдуваат, да предупредуваат, да казнуваат доколку државата не го спроведува она што го гарантирала, не постојат во Македонија. Едноставно сите се покриени со партиска схрама и всушност се одговорни пред еден партиски естаблишмент наместо да бидат независни и одговорни пред граѓаните. И во секој случај недостасува оној последниот, највисокиот принцип, а тоа е промоција на правата. Значи државата не само што ги обезбедува, не само што ги штити, туку и промовира нови права, ја влече заедницата напред, заради тоа што многу често она што го нарекуваме народ или граѓани и слично немаат представа за она што представуваат нови перспективи, нови идеи, нови можности кои што би можеле да бидат постигнати со цел обезбедување на повеќе права и задоволување на нивни поголем број интереси и потреби. На дел од граѓаните на Македонија не им се дозволува да патуваат надвор од државата, иако ги имаат сите потребни документи. Најчесто тоа се дел од ромската заедница. Би ве замолил за краток коментар околу ова прашање. Како вие го коментирате тоа? Има одредени маргинализирани групи кои што многу повеќе, многу посилно, многу подрастично ја чувствуваат ситуацијата на неостварување на човековите права на која што се изложени сите граѓани во Република Македонија. Тие групи едноставно се ставени статусно и врз основа на она што представува традиционално присутна стереотипизација и постоење на предрасуди во ситуација да не можат да ги остварат своите права. Она што се случува со ромите е резултат на постоењето прво на
неверојатно политичко самоволие. Значи, државата се чувствува и властодржците се чувствуваат толку комотни во однос на неказнивоста, во однос на неконтролираноста на оно што го прават, што едноставно не се трудат дури да ги почитуваат ни законите кои што самите ги донесле. Значи, она што се случува со ромите, прво е резултат на непочитување, елементарно непочитување на правила, процедури и критериуми кои што постојат, кои што се запишани. Значи, доколку се следат тие правила и процедури, не би можело да се случи такво нешто. Второ, тие се резултат на се уште постоење на голема доза на стереотипи и предрасуди, и тоа кај оние кај кои што не би смееле да постојат, а тоа се државните службеници, односно службениците на државата. И трето, тоа е резултат на отсуство на оној заштитен механизам за кој што зборувавме, имено луѓето и тогаш кога апсолутно знаат дека се повредени нивните права, едноставно немаат начин како да ги заштитат, заради тоа што е многу ниска довербата кон судовите, многу е ниска довербата кон институциите кои што би требале да се борат за нивните права. Така што секоја одлука, значи како што беа оние една-две одлуки на судовите со кои што им се дава за право, односно се заштитени нивните права, станува бисер кој што треба да го негуваме, кој што треба да го чуваме и мало светло околу кое што треба да работиме за да може нешто понатаму да се смени во целата оваа мрачна ситуација. Имам чувство дека бројот на луѓе кои се дел од маргинализираните заедници, место да се намалува, се зголемува од година во година со лошите политики, например лошиот закон за абортус. Па, во ситуација кога во една држава над 30% од населението живее под прагот на сиромаштијата, во ситуација кога самата официјална статистика, например, измислува категорија на домаќинки, 280.000 жени ги вади од активното работно население и дури не ги засметува ни во статистичките пресметки кои што ги прави за вработеност и невработеност, многу е нормално дека границата веќе не само што се поместува, туку се губи на некаков начин. И доаѓаме во ситуација кога сите граѓани во Македонија по некој основ, по некој статусен свој символ стануваат всушност маргинализирана група. Заради тоа што ако ги земиме сиромашните, етничките заедници, ако ги земиме жените, децата, постарите луѓе, и одеднаш останува многу мал, многу символичен број на луѓе кои што не се маргинализирани. 25 години акцентот во јавноста е ставен на колективните права, како некако да ги заборавивме индивидуалните права. А при тоа треба да се напомене дека ниту етничките заедници не се задоволни со решавањето на колективните права. Јас припаѓам кон онаа струја на бранители на човекови права кои што не го признаваат постоењето на колективни права. Јас сметам дека сите права се индивидуални, само некои права колективно се практикуваат, како што е правото на здружување, не можеш сам со себе да се здружуваш, така, или религиозните права, или етничките, јазичните и слично. Значи, сите права се во суштина индивидуални и она што во Македонија се прави со потенцирањето на колективитетот, всушност е намерно или ненамерно потиснување воопшто на правата, бидејќи не може да постојат колективни права или права кои што колективно се практикуваат, ако не постојат претходно индивидуалните права. Значи, со самото тоа што ние го уништуваме индивидуалното, го уништуваме практикувањето на правата од самата индивидуа, ние оневозможуваме постоење на овие така наречени колективни права. Ви благодарам, професорке.